Почитувани слушатели, на телефонска линија го имаме Благој Митев. Тој е некогашен фудбалер на Беласица од Струмица и на Победа од Прилеп, а сегашен член на стручниот штаб на Беласица. Добар ден! Добар ден! Како на вас, така и на вашите слушатели. Ви посакувам се најдобри. Па овде во Прилеп ве сметаме како половина прилепченец, бидејќи оставивте длабок печат во Победа кога игравте. Дали вие така се чувствувате? Да, во Прилеп ги поминат најубавите години. Таму почнав во средно училиште и во младинските школи на Победа. И таму почнав како првотинец за првата екипа на Победа во тогашната втора југословенска лига. Значи дојдовте да играте во младинската екипа, ама не ве почекаа да бидете во младинска екипа веднаш во сениорската? Играв и во младинските екипи. Да? Да, во младинските екипи. Јас дојдов после завршување на основно образование, дојдов се запишав средно во Прилеп и така почнав да тренирам во Победа. Во младинските категории и после во првата екипа. Да, меѓутоа многу млад во првата екипа, се сеќам на беговската позиција, од почеток до крај игравте на тоа место. Да, од почеток до крај играв по левата страна, како лев бек, или што велат сега лев почет. Така да, тоа време, убави времења во фудбалскиот Победа. Да, па на што најмногу се сеќавате на тие надпревари, тренинзи во Прилеп? Што вака ви е најдлабоко во осеќавање? Видите, во Прилеп јас се осеќам како дома. Бидејќи таму како што реков, почнав со средно образование и имам доста пријатели, другари, што секој ден другарувавме и после заедно трениравме, така да и јас еден добар дел од својот живот го поминав во Прилеп. Да, што ќе ни кажете за публиката во тоа време, во 70-тите години станува збор? За публиката и немам збор, мислам уште во време на тогашна Југославија, Прилеп Победа беше едно од најгледаните клубови после големата четворка од тогашна Југославија. Победа беше најпосетуван клуб на домашен терен. Мислам дека во просек беше некаде 7 до 8 илјади, а во дербито, некоја дерби кога имаше 15 до 20 илјади гледачи. Имаше многу надпревари како дерби што ги одигравте вие во дресот на Победа. Па ајде подсетете се на некој, например со напредок од Крушевац 5:1, со Вардар 2:0. Има уште други? Има многу надпревари, исто тие што ги набројавте сега, со напредок Крушевац, точно тоа е 5:1 со Радничкиот Пирот, кога се борија за влез во прва лига, сите изгубија и Вардар пред рекорден број исто гледачи, во Прилеп го победивме со 2:0, исто заедно со Трепча од Косовска Митровица и ни ги поразивме, така да тогаш Прилеп беше многу тежок терен за другите екипи да освојуват подови. Па да ни опишете како вие се чувствувавте како млад играч кога излегувавте пред многу публика во Прилеп? Како млад играч, да ви кажам, стварно пред надпревар секој спортист осеќа некоја трема, али веќе после излегување на терен, публиката дава мотив. Тогаш, како што беше времето кога имаше доста публика, не мотивираше и сите го дававме својот максимум. Ама тогаш имаше и многу квалитет во самата
Меѓутоа, Прилепчани многу жалеа што вие се вративте во Беласица 78-та ми се чини година станува збор. Да, 78. Како се случи тоа да се вратите во Беласица од победа? Па тоа се случи некако изненадно, тогаш Благој Статов дојде во Струмица, се врати од Холандија и ги собра повеќе играчи што од Струмица ќе одеа во други клубови. Со мене малку беше друга ситуација, па се врати, па после знаат по Прилеп по старите како се деси, дојдов до Струмица и изигравме едно дерби со победа тогаш. Мислам дека и ден денесен тоа е рекорд на стадионот во Прилеп. Меѓутоа се деси така, се деси да дојдам во Струмица. Иако јас почетоците ми беа во Прилеп. Токму за тоа дерби сакам да ми кажете, навистина многумина и сега што се возрастни веќе прилепчани се сеќаваат сите до детали на тоа дерби победа Беласица од 17 јуни 1979 година. Ама тогаш вие во дресот на Беласица доаѓате во Прилеп по едно жешко време во јуни. Ајде, кажете ни каков беше тој надпревар? Нормално, како и за секој спортист, од каде што играл. Не му е се исто, меѓутоа пак исто ќе го кажам, спортист секој пат го мотивира публика и ние кога дојдовме и слушнав и така е ден денеска слушам дека по втор пат ќе кажам дека рекорд во Прилеп на посетеност се уште бил тој надпревар и се надевам дека и победа и Беласица ќе постигнат подобри резултати и пак да се врати публиката на стадионите. А тогаш вие го постигнавте единствениот гол за Беласица на тоа дерби 79-тата. Да, се случи и да го постигнам тој гол. За жал, тогаш за Беласица, тој надпревар го изгубивме со 3:1, да. 3:1 и тогаш победа се врати во втората Југословенска лига, тогаш. Да, тогаш победа влезе во втората Југословенска лига, подоцна Беласица и таа стана голем клуб, па беше во втората лига на Југославија, нели беше така? Да, наредната 83-84 година па Беласица влезе во втората лига Југословенска. Значи многу убави спомени има кај вас и за Беласица и за победа. Да, мислам спортот е една интересна и убава споредна работа, каде што треба да се движуваме, да се дружиме со сите, кај што без разлика, едниот нормално во спортот е тоа така, едниот победува, не може и двајцата, али сепак другарството, пријателството треба да секогаш да остане. Во Прилеп како ретко кој град, најверојатно многу се симпатиите наклонети кон Струмица и кон Беласица, најверојатно поради тоа што оттаму од Беласица имаше доста фудбалери кои играа за победа, меѓу кои сте секако и вие еден од најголемите легенди во тоа време. Па така, секојаш кога Беласица гостува во Прилеп, има многу голем интерес. Дали чувствувате дека и за сабота истото ќе се случи? Мислам дека и се надевам дека и во сабота ќе има во голем број ќе ги има на градскиот стадион Гоце Делчев во Прилеп и да присуствуваат на една фер, коректна игра и нормално кој ќе биде подобар, пак ќе кажам, спортот е таков, едниот победува, другиот е поразен, али пријателството, дружбата треба да остане. Симпатиите во Прилеп, јас и ден денеска и се слушам, пошто реков, таму учат и средно училиште, и ден денеска се слушам со мои пријатели
некој се препознае, ти викне по улица, се поздравиш, тоа е и на стадионот дојде, ти свика од трибини. Мислам дека тоа е едно добро другарство, добро пријателство преку спорт. Што мислите, Митев, кои се квалитетите на денешнава победа според вас? Па мислам дека и победа има доста добар квалитет. Жално е, пак ќе кажам, што победа и досега нема во прва лига. Али се надевам дека ова година да успееме и победа и Беласица. Без разлика едните во бараж, а едните директно. Али се надевам дека од двете екипи едната ќе влезе директно. Кои се најсилните страни на победа, што мислите во овој момент? Извинувам. Колективот мислам добар како победа. Има и доста поединци, меѓу кои Спирковски Бојан, еден од најдобрите мислам во победа дека е во моментот. Тој е напаѓач? Да. Да, напаѓача и другите играчи се комплетна екипа, каде што не случајно на тоа место сега заедно го делиме првото и мислам второто и третото место. Кои се квалитетите на Беласица од друга страна? И Беласица исто како и победа имаме еден млад перспективен тим кој што се надевам дека и Беласица може да успее на оваа година, али доста млади играчи кои за година веќе бидат стварно меѓу првите во македонскиот фудбал. И на крајот да ни кажете што може да го реши ова дерби според вас, дерби на екипи кои имаат изброј на бодови на табелата. Што може да одлучи? Дербито може да одлучи мислам и двете екипи се добро припремени за настап и можно да реши една грешка. Некогаш надпреварот го решават грешки и нормално е, ако нема грешки и нема да паѓат голови, меѓутоа да се надеваме дека ќе има, пак ќе кажам, да има добар фудбал, да биде задоволна и публиката, па на крајот подобриот нека победи. Може би најважно од се да има публика, амбиент, па да се памети и овој надпред како што го паметиме овој од 79-та година. Па да се надеваме, мислам и се надевам дека за оваа година и за последните неколку години пак Прилеп ќе има доста публика. Дали имате некоја информација, дали можеби од Струмица се подготвува некоја навивачка група да дојде во Прилеп? Јас слушнав, имаше навивачка група што можда не голем број, сега не знам за овој надпревар, што на секој надпревар не пратат на страна. Па мислам дека ќе има и во недела, само во колкав број не можам да кажам. Митев ви благодарам многу за учеството во нашата програма и се најдобро ви посакувам во спортот и во животот. Ви благодарам на вас уште еднаш за поканата и вам ви пожелувам